Евес. Инаку утрово одлучивме да подготвиме, не сме го Јас не сум правила да сториле тоа бидам во текот на искрена. овие зимски денови Салеп, Салеп. ниту пак јас. А на времето се сеќавам дека голем дел од кафулињата во Скопје го нудеа баш како специјалитет Па во се текот уште на го зимските нудат. нели студени денови. Еве, Марина вели зад камери дека најчесто го конзумира, особено кога ќе се соочи со респираторните заболувања. Така што еве за тебе кашлица И за салеп тебе. и кафе за нашата Марина. А додека ние ова си го подготвуваме во нашата кујна, ќе ја поздравиме Ленче Андреевска, која што е дел од македонската фудбалска репрезентација. Ленче, утрински поздрав до тебе, од мене, од Марко, од нашата кујна и од целата екипа на утринската на Телма. Добро ти утро. Добро утро. Утро и на вас. Вижте, ми е драго што дел од вашата. Ви благодарам. И ние ти благодариме што си дел од нашата утринска на Телма. Само да ни кажат од режија дали е се во ред со звукот. Приемот. Малку послабо ја слушаме Ленче. Како и да, имаме одличен повод, ќе зборуваме малку повеќе и за фудбалот и за сите оние активности кои што ве очекуваат со оглед на тоа што ми спомена во текот на вчерашниот ден дека токму денеска е надпреварот со Косово или првиот од Лигата на нации, но претходно сакаме да дознаеме за твоите утрински ритуали. Ленче, кога вообичаено или на вакви денови кога се има важни надпревари, како започнуваат утрата за тебе? Епа вака, мене скоро утро ми исто практикувам да се будам помеѓу 6 и 10 часот, практикувам да се важно за мене. Денот ми започнува со хидратација, што може да видите. Вода? Јам наутро околу 500 мл вода, многу е битна хидратацијата за мене како спортиста, претпоставувам и нормален човек. Чиста вода, бидејќи некој ја комбинираат со ѓумбир, со мед, со лимон? Па јас чисто само вода, па баш додавам лимон, додавам бити надпревар, кој е битно, многу е битно, поготово за кога имаме по-популярно редување. Вода не е За жал нешто претпоставам дека тешко се слушаме Ленче, ќе ни простиш, а реже Дали ќе може можеме малку уште еднаш. поблиску или до телефонот, или ако имаш слушалки поблиску до микрофонот, не знам, некако ни сецка. Ќе пробам и да сменам локација затоа што сум во хотел. Може би и од Добра. таа причина да приемот на Wi-Fi мрежата може да биде и послаба, па од таа причина. А знам дека многу пати кога го оставаме телефонот може би на некаква поддршка, нели, знае и микрофонот да пречи, така што ако не ти е проблем можеш и со рака. Чисто едно искуство. Еден совет. Дали е сега подобро? Ајде, сега ми одлично личи те дека е слушаме, подобро, те слушаме. Јас Ленче, ви се извинувам. да, кажи ни, освен хидратацијата или водата која што спомена како многу важна за секој еден човек, не само за спортистите, дали си љубител на кафе или тоа не го практикуваш? Секако дека да, меѓутоа мојот ритуал е после хидратацијата, после 30 минути е мојот доручек. После доручекот практикувам да пијам кафе. Тоа е нешто што веќе долго време го практикувам и мислам дека и кафето е секогаш подобро да не се пие на гладен стомак. Така е. Ова е совет директно до цете. Да. Мала Ма шега. јас не го пијам на гладен стомак, од каде А тоа? утрово го јадеш Па нешто? јас си јадев банани, бадеми. Не знаев. Добро, не знаев дека имаш подготвителна настава. Точно, не Добре. практикувам одамна на гладно, на празен стомак. Добро, тоа ми се добива. Ленче, со оглед на тоа дека твоето одбележје на биографијата е една од најнаградуваните наши и фудбалерки, секој пат знаеме од различни аспекти да фатиме што можеби фудбалот го прави, односно фудбалер го прави да биде добар спортист. Препоставам дека дисциплината, конзистентноста, педантност и така натаму, фудбалот е непредвидлив. Меѓутоа, ако те прашам сериозно формула за добар фудбалер во својот случај. Како што кажа и самиот, дисциплината, тоа е нешто што е најбитно за еден фудбалер да биде конзистентен, да биде се повеќе и повеќе успешен, затоа што секој човек е амбициозен, секој човек мисли дека треба да биде мотивиран постојано, меѓутоа не е баш така во реалноста. Не можеме постојано да имаме истата мотивација, не можеме постојано да имаме истата желба. Има денови кога јас на вистина
Има денови кога не ми се оди на тренинг, не ми се тренира. Меѓутоа, дисциплината е нешто што ми дава, како да кажам, некоја сила плюс нешто што знам дека морам да го направам. Без разлика дали во моментот сакам или не сакам. Затоа секој пат викам, можеме да бидеме амбициозни, мотивирани, да имаме желба и се, меѓутоа ако немаме дисциплината, немаме ништо. Така е, континуитетот и дисциплината која што спомена е клучна за многу работи во животот, меѓу другото и за оваа професионалност во поглед на фудбалот. Ни спомена дека си во хотел, тоа претпоставам значи подготовки на целата македонска женска репрезентација за она што ве очекува денеска, па може Ленче да откриеме каква е атмосферата во тимот, што се случува, што ќе имате можност, односно ајде она што јас пред малку го споделив над преварот со Косово, малку подетално да ни кажеш ти за што станува збор. Епа вака, ова се нови квалификации, односно Лига на нации, квалификации за Европско првенство. Денеска ни започнува првиот надпревар, играме против Косово. Косово е еден тим со кој што многу пати сме играле. Косово е еден тим со кој што сме горе-доле на некој си исто надпреварувачко ниво. Се надевам дека денеска ќе го отвориме овој квалификацијски турнир со победа. Атмосферата во тимот е одлична. Се подобри и подобро во изминатиот период. Имаме нов селектор од претходната година кој што навистина премногу се вложува, млад амбициозен селектор. Тимот е доста мотивиран, имаме доста фудбалерки кои играат надвор од Македонија, тоа е исто многу битно. Се надевам дека денеска навистина ќе го направиме тоа што најдобро знаеме да го правиме на терен, дека ќе го отвориме овој турнир со победа. Во колку часот е надпреварот? Надпреварот е во 14 часот. Играме на стадионите на Фудбалска федерација. За сите љубители на спортот, на фудбалот, би ги поканила да дојдат да не поддржат. Да. Сите оние кои што се во можност со оглед на времето, бидејќи голем дел од луѓето се нели со работни обврски, но да ги поканиме сите оние кои што се љубители на фудбалот, особено на женскиот, да дојдат и да ја дадат вашата, односно поддршката кон вас, бидејќи навистина ја заслужувате. Што е следно, Ленче, после Косово, после тој надпревар? Ќе биде убава година? Па се надевам. Такви чувства имам. Па вака после Косово ние во група сме само 3 тимови. Значи ние, Косово и тимот на Летонија. Сега на овој циклус сега имаме само еден надпревар, сме домаќини на Косово, подоцна средината на март имаме 2 надпревари со Летонија и повторно со Косово. Така што се надеваме дека успешно ќе завршиме оваа група и ќе се пласираме во следната фаза, да бидеме се поблиску до чекор нели до тоа европско кое што претно го посекуваме и се надевам дека еден ден како репрезентација ќе бидеме дел од едно такво надпреварување. И ние многу се надеваме да го дадеме аплаузот на вистинско место, нели, затоа што навистина познавајќи колку многу се трудите, вложувате, но за жал нели условите кај нас не се најидеални, а сепак талентот и потенцијалот постојат, така што се надеваме дека со силна жилба, мотивација, доследност, континуитет и она дисциплина која што прималку ја споменавме дека далеку ќе дотуркате. Никаде пред крајот, Ленче, може ли да им дадеме совет или некако да ги мотивираме дамите во нашата земја, бидејќи се уште мислам дека постои оној момент дека нели жените не треба да се занимаваат со фудбал. Мислам барем некои такви размислувања се уште постојат, а од друга страна има навистина голем број на жени, дами, девојчиња кои што сакаат да го практикуваат овој спорт, па една мотивација од тебе утрово до нив. Така е, ние разговаравме пред својата емисија баш на оваа тема и мило ми е што повторно ја отворим. Мислам дека навистина е битно да се разговара на вакви теми. Мислам дека полека и се отргнуваат сите стереотипи кога се работи за жените во спортот, поготово за фудбалот, за кој што постојано се збори дека е машки фудбал. Јас само можам да им посакам на сите девојчиња, на сите девојки што сакаат да се занимаваат со фудбал, да го прават тоа, затоа што навистина не знаат колку многу физичка сила има во нас жените, не знаат колку може да бидеме успешни и во така наречени машки спортови. Има машки и женски спорт. Навистина ние жените имаме толку многу сила, толку многу моќ, да не зборам за интелигенција и за се, така што не се откажувајте, правете го тоа што навистина ве прави среќни, не размислувате што другите ќе кажат за вас.
тоа нека биде секој пат една мотивација плюс. И едноставно следете ги своите соништа. Одлично, Така е, Ленче, Ленче. и ти благодариме за утринско будење. Се надеваме дека некако си придонесовме обострано и за гледачите, ама и ние можеби до твој адрес една фина енергија, баш така еден стимуланс за почеток на денот. За скоро да те видиме во студио, да говориме секако и за фудбалот и драго ни е што можеби преку тебе дека нема да ги правиме тие класификации и поделби што е машко, што е женско во светот, се знае дека секој може да одбере она што апсолутно некако му лежи на душа и на срце. Голем утрински Така е. поздрав од целата екипа имаш тука. Поздрав и до целата љубов. женска репрезентација. Да. Благодарам уште еднаш и навистина ви знаете баш на оваков ден на надпреварот. Нели разговаравме и ова стварно ми е на голема мотивација плюс. Благодарам уште еднаш, имајте убав ден и се надевам дека наскоро ќе се видиме. Апсолутно. Бакнежи од целата екипа од Скопје и се гледаме.